Good morning. Добро утро. I hope that I'm not disappointing you. Се надевам дека нема да ве разочарам. I will not give you the entire picture what ASI is all about. Нема да ви дадам целата слика што представува АСИ. I guess you will realize it during the day Мислам дека ќе сватите во текот на денот what ASI is all about. зашто се работи во But врска со АСИ. let me first start with some greeting messages. Но да почнем прво со поздравни зборови. So I'm bringing greetings from 18 chapters in Europe. Ви носам поздрави од 18 граници од Европа. And you see it on the map, they are covering 23 countries in Europe. И гледате на мапата дека се покрини 23 држави во Европа. So what is ASI all about? Зашто се работи во АСИ? On our own we accomplish very little. Сами не можеме многу да оствариме. But working together, empowered by the Spirit, Но ако работиме заедно со помошта на моќта на Светиот Дух, we can reach the world. можеме да досегнеме до светот. Our vision as ASI is, Нашата визија во АСИ е, and I would like to mention a quote of Sister White, сакам да споменам еден цитат од сестра Вајт, where she says, каде што вели: "The work of God in this earth can never be finished Божјото дело на ова земја не може никогаш да биде завршено until the men and women comprising our church membership се додека мажите и жените кои го сочинуваат членството во црквата rally to the work and unite their efforts се вложат во работата и ги обединат своите напори, односно труд, with those of ministers and church officers." со оние на црковните слуги и одговорни. So that is our mission, Тоа е нашата мисија. that we are supporting our beloved church, Ние ја поддржуваме нашата љубена црква, where we are active members in, во која сме активни членови, to support with our ministries, за да ги поддржиме нашите служби, our businesses, нашите бизниси, or as working as professionals. или доколку работите како професионалци. So for us it's all about Значи, она во врска со што е АСИ, to support the work of the church, да се поддржи работата на црквата е, which is spreading the gospel, што е ширење на евангелието, and we are trying to do that hand in hand. и се обидуваме тоа да го направиме рака под рака. ASI is all about АСИ всушност е sharing Christ in the marketplace. споделување на Христа насекаде и со секого. And to give you a better picture, За да ви дадам подобра слика, I would like to invite two of my colleagues би сакала да поканам двајца од моите колеги to show you what ASI members do when they are in action. да ви покажат што прават АСИ членовите кога делуваат, кога се на дело. First, I would like to ask Gabriel, who is our General Vice President, Прво би сакал да го повикам Габриел со нашиот подпредседател. and he will bring you some interesting news from Germany. И тој ќе ви донесе интересни вести од Германија. I wish you a happy Sabbath. Ви посакувам благословена сабота. ASI is here to support the church's mission. АСИ е тука да поддржи мисијата на црквата. We want to help each other. Сакаме да си помагаме едни на други. In the book Acts of the Apostles, Ellen White writes, Во книгата Дела на апостолите Елена Вајт пишува: the church exists to share the faith with other people. The church exists црквата постои за да го сподели евангелието со другите луѓе. to bring the saving message of Jesus Christ to people around us. За да го ја сподели драгоцената порака за спасение на Исуса Христа на луѓето околу нас. ASI has many means to share. АСИ има многу начини како да го направи тоа споделување. Sometimes with support, we send people. Некогаш со поддршка, со луѓе. Sometimes we send money. Некогаш со испраќање на материјални средства. We have many different possibilities. Има многу различни можности. But I would like to share something from Germany.
Но би сакал нешто конкретно од Германија да There споделам. are some young people, Има млади луѓе таму. and they had the idea to share faith with others. Тие имаат идеја како да споделат својата вера со другите луѓе. So they had the idea to go there where the people are. Тие имаат идеја да одат таму луѓето каде што се наоѓаат. And here you see them in the middle of the city, in the center of the city, distributing books. И овде ги гледате во центарот на градот како дистрибуираат книги, како продаваат книги. They are very happy to talk to people and to give them books. Многу се среќни да им даваат на луѓето книги. And when they saw that some people, they say, oh no, thank you, I don't want the book. Некои луѓе минуваа и кажуваа, о не, благодарам, не сакам книга. Then one of them had the idea, they developed some coupons. Тогаш на еден од нив му дојде идеја и направи еден вид на купони. And they gave the people saying, free book, you can choose. И тие купони им ги даваа на луѓето и им велеа бесплатни книги, можете да одберете било која. And so the people were coming to choose a book. И така луѓето сами доаѓаат да избираат книга. And when they choose a book, they will not throw it away. И тогаш тие кога би ја одбрале книгата не би ја фрлиле. And many people came, can I have 2 books? И многу луѓе доаѓаа и прашуваат дали може 2 книги. Of course. Секако. Even 3. И 3 ако сакате. And so people were very excited. И луѓето беа многу возбудени. But this was not everything. Но ова не е се. Now, maybe we have to go back maybe 2-3 pictures, yes. They had the idea, how should we invite them to evangelistic presentations? Добили идеја како да ги поканеме луѓето на евангелистички предавања. So they decided to put a tent, a party tent, in the middle of the city, in the park. И тие одлучија да направат еден вид на забавен шатор во средината на градот во паркот. So people came, they got the books, and they were invited to come in the night to come to the evangelistic campaign. Луѓето значи ги земаа своите книги и навечер беа поканети да се придружат на евангелистичкото предавање. So it doesn't look like church, Не изгледа ништо како црква, but it speaks about God, но зборува за Бога and people know it, и луѓето знаат за and тоа. they come. И доаѓаат. Some are coming, even sometimes there was a person coming from 200 kilometers. Дури имаше една особа која дури од далечина од 200 километри дојде. And there was one young lady, И имаше една млада девојка she came, she asked, what are you doing here? и дојде да праша што правите овде. And they explained, И тие објаснија, we are Christians, we love God, ние сме христијани кои го сакаат Бога, He's giving us hope, тој ни дава надеж and we want to share the hope. и ние сакаме да споделиме таа So надеж. she said, can I also give books with you? И таа праша дали може и јас да делам книги со вас. Of course. Секако, секако. You just go with us and listen what we are saying so you can say the same things. Само доаѓај со нас за да слушнеш што зборуваме ние и ти да го зборуваш истото. And this is how they really are trying to reach people. И на овој начин те се обидуваат да допрат до луѓето. They have already people who have started to study the Bible. Веќе има луѓе кои почнаа да прочуваат Библијата. And the good thing, И добрата работа, other young people from other churches, други млади луѓе од други цркви they have said, oh, we can do the same in our city. рекоа дека истото можеме да го направиме и во нашите градови. So I received a call from a father Така добив еден повик од еден who татко said, my son would like to have such a mobile booth for books. Мојот син сака да има таков мобилен штанд за книги, And he doesn't have the money. Can ASI support? но тој ги нема материјалните средства, дали може АСИ да му помогне? And we said, of course. Рековме секако. And so they are buying books and going and spreading the gospel. И така тие купуваат книги и одат и го шират евангелието. And of course you see some young people, they are doing music because music attracts people and people ask, but what is there in the tent? Како што гледат овие млади луѓе се занимаваат со музика, значи свират на инструменти, се привлечени од луѓето и луѓето ги привлекуваат за да ги прашаат што се работи овде. The whole day there's action, Цел ден има некои активности. and in the evening there is evangelistic campaign. А навечер има евангелистички кампањи, односно предавања. And people are coming, И луѓето доаѓаат, they are bringing their friends, ги носат своите пријатели. and it's interesting.
our young people, they are really enthusiastic. И оно што е многу интересно, нашите млади луѓе, нашата младина е многу ентузијастична. Now, in one place, they needed money to buy books and also to pay for the place. Им треба материјални средства за да купат книги и за да го изнајмат местото, And they didn't know where to take the money from. но не знаеја од каде да ги добијат парите. So they put it on WhatsApp, we need some money. Така тие ставија напишаа на WhatsApp, ни треба пари. We need 10,000 euro. Ни треба 10.000 евра. And we need them in 1 week. И ми требаат во рок од една недела. So people sent some money. И луѓето им пратија некои пари. On Friday they had only 5,000. До петок имаа само 5.000. So they prayed, Така тие се молеа. and then 1 hour before sunset, before Sabbath beginning, И еден час пред да започне саботата, they sent a message. The money is in, God has blessed us. тие испратија порака, стигнаа парите, Бог не благослови. God is doing miracles. Бог прави чуда. And the greatest miracle is to be involved, to be part of God's movement. Најголемото чудо е да се биде вклучен, да се биде дел од Божјето дело. Let's unite forces Ајде да ги обединиме силите and be creative. и да бидеме How креативни. to share the gospel with people around us. Како да го споделуваме евангелието со луѓето околу God нас. bless you. Бог да ве благослови. Amen.